Добро вечер и Божи благослов се разбира до сите оние кои што оваа вечер ќе не слушат, а сакам навистина да ги поздравам и до сите оние кои што можеби оваа вечер ја немаат можноста да бидат со нас, да не слушаат оваа вечер, да се дружат со нас. Всушност, кога зборувам дека треба да не слушаат или ќе не слушаат, мислам дека ние заедно секоја вечер, всушност оваа вечер емисијата Гласот на вистината кога се емитува се слуша Божиот глас. И затоа е една посебна привилегија и чест на вистина да се слуша емисијата Гласот на вистината. Затоа што таму се слуша на вистина гласот на вистината. Каде се слуша Божиот глас, каде што се слуша Светото писмо, каде што се разгледува Светото писмо, таму всушност се разгледува Божјата воља и неговите свети заповеди. Кога зборуваме за Бог, кога зборуваме за светите заповеди, тие се механизам или единствен фактор за едно подобро утро или еден подобар живот. Ако сакаме да живееме еден подобар живот и да имаме подобра иднина и подобро утро, Библијата ни вели дека треба да ги почитуваме неговите заповеди. Да го слушаме гласот Божи. Да бидеме послушни кон гласот Божи и понизни. И Бог на секого оваа вечер сака да ни даде благослов Божи и едно подобро утро. Но уште еднаш ќе напоменам. Ако сакаме да имаме подобро утро, треба да му веруваме на Бог и треба да го слушаме неговиот глас. Всушност, да ги слушаме неговите заповеди Божи. Затоа Бог преку Мојсе му вели на фараонот: пушти го мојот народ, само јас можам да му приредам еден подобар живот. Свет живот каде што тие ќе живеат слободно и каде што ќе имаат едно подобро утро за нив и за нивните деца. Затоа што минатата служба видовме каков беше животот. Всушност, Библијата ни опишува каков беше животот на евреите 430 години во Египет. Нивниот живот беше во многу потешкотии, во голем пискот, овкања и маки. И кога ќе ги видиме сите овие нешта и ќе ги сумилизираме заедно, ќе видиме и ќе дојдеме до еден таков заклучок дека евреите не уживаја во едно подобро утро за нив и за нивните деца. Затоа Бог им приреди, Библијата вели дека Бог се сети на заветот кој го направи со Аврам, Исак и Јаков. И тој одлучи да го повика Мојсей во Синај и повторно да го врати назад во Египет, за да може на Божиот народ, на потомството на Аврам, да им даде едно подобро утро. Затоа што тие сонувале за подобро утро, но немале начин како можат да имаат едно подобро утро, освен исклучиво Бог бил тој, кој бил Бог на Аврам, Исак и Јаков, да им обезбеди, да им приреди едно подобро утро. Тој истиот Бог оваа вечер сака да ни приреди едно подобро утро за сите нас. Како што и многуте вечери зборуваме. Дали имаме право да размислуваме за едно подобро утро? Факт е дека живееме во последните времиња. И тоа е крајно очевидно. Она што денеска го живееме е факт. Ситуацијата е доволен показател дека ние живееме во последните времиња. Еве што вели Библијата во Евангелието на Матеј, 24 глава, 12 стих. И бидејќи беззаконието ќе се умножи кај мнозина,
љубовта и ќе олади. Потоа ќе прочитаме во Второ Солуњаните, втората глава, од 7 па се до 12. Повторувам. Второ Солуњаните, втората глава, од 7 до 12. Еве што ни вели Библијата. Тајната на беззаконикот веќе действува, само тоа нема да биде извршено додека не се отргне оној што ја задржува сега. Тогаш ќе се открие и беззаконикот, кого што Господ Исус ќе го убие со здивот на устата своја и преку појавата на своето доаѓање ќе го истреби. Доаѓањето на тој беззаконик ќе биде под дејство на сатаната, со секаква сила, знаци и лажни чудеса, и со секаква неправда, измамување, меѓу кои и оние кои загинуваат, затоа што не ја примиле љубовта на вистината да бидат спасени. И затоа Бог ќе им испрати сила на заблуда, за да поверуваат на лагата, да бидат осудени сите кои нема да поверуваат во вистината, а ја засакаа неправдата. Ете како апостолот Матеј и апостолот Павле ни зборува во Светото Писмо, дека живееме во последните времиња и дека беззаконието се умножува. И тоа е еден главен фактор да можеме да увидиме дека живееме на вистина во последните времиња. И да увидиме дека се оно што денеска ни се случува во рокот овие 3 години, дека всушност е под дејство на сатаната. Иако човекот е извршител, но ѓаволот е тој кој ги сервира нештата, затоа што знае дека му останува малку време. А всушност човекот ја исполнува неговата воља. И затоа реков, ѓаволот е тој кој ги сервира работите, но човекот е извршител. Се оно што ни се случува денеска нас е подејство на сатаната. И затоа треба да внимаваме и треба да дојдеме до сознание дека навистина ние живееме во последните времиња. Господ Исус зборува за овие времиња, па дури и за идните времиња кои што треба да дојдат. И тие се главен фактор, главен механизам, дека ние, или главен показател, дека ние живееме на вистина во последните времиња. Затоа што видовме дека главен фактор за целокупната ситуација е сатаната, кој делува преку човекот. Ѓаволот сака да ни го одземи правото, да размислуваме за подобро утро. Иако реков, човекот е главен фактор. Друго, важно е дека Бог не е фактор за се оно што денеска ни се случува. Тој сака да имаме едно подобро утро и всушност да ни биде добро. Почитувани слушатели, сакам само да ви објаснам дека Бог кој е творец на небото и земјата, тој секогаш ни посакува да имаме едно подобро утро и тој сака секогаш да ни биде добро. Еве да видиме еден библиски модел. Всушност да се вратиме, да се подсетиме назад пред 6000 години, назад во Едемската градина. Ќе отвориме во првата книга на Мојсе, Берешит, или во почетокот, 31 стих. Прва глава, 31 стих. И еве што ни вели Библијата. И Бог виде дека сето оно што го создаде е многу добро. И настапи вечер и настапи утро, 6ти ден.
Се оно што Бог создаваше. Така вели Библијата во првата глава, првиот стих. Во почетоко Бог ги создаде небото и земјата. И потоа вели, и виде дека е добро. Виде Бог дека сето тоа што Бог го создаде е добро. Исто така, да отвориме во втората глава од оваа книга, 80 стих. Еве што вели Библијата. И Господ Бог рече, не е добро за човекот да биде сам. Гледате, Бог знае што е добро и Бог знае што не е добро. Но сепак повторно ќе нагласам дека тој, иако знае што е добро и што не е добро. Во овој случај се уште човекот, нели Библијата вели дека само Бог знаел што е добро и што не е добро. И кога ќе читаме третата глава од ова иста книга, ќе видиме кога Адам не го послуша Божиот глас, Бог вели, сега човекот знае што е добро, но сега знае што е зло. Но Бог знаел што е добро за човекот и што не е добро за човекот. Како и денеска, Бог знае се што е за нас добро и што не е добро. Но сепак, човекот има избор и тој ја носи за себе си последната одлука. Како што кажав, но сепак, без разлика на одлуката, на изборот, сето тоа си носи сама по себе и последици. Ние треба да застанеме и да видиме чија волја ја извршуваме. На ѓаволот или на Бог. Понекогаш несвесно сите заедно ја извршуваме волјата на ѓаволот. Не познавајќи го Бог, не познавајќи го Светото Писмо, ние несвесно ја извршуваме волјата на самиот ѓавол. Или на сатаната. Затоа е важно и секоја, буквално секоја емисијата Гласот на вистината, препорачувам да се чита Писмото. Преку Писмото може да се види која е волјата Божја, а кој не е волјата Божја. Што е добро и што е лошо. Затоа, почитувани слушатели на емисијата Гласот на вистината, ние, како што реков, имаме право да се онуваме за едно подобро утро. И еве што вели понатаму Библијата, кога ќе видиме во втората книга на Мојсе, 12 глава, 40 и 41 стих. Времето пак што го минаа синовите израелски во Египет изнесуваше 430 години. А кога се извршија 430 години, ноќе во истиот ден, излезе сета Господова војска од земјата египетска. Значи, гледате како Бог сето тоа го виде. Во Египет, се оно што се случува на неговиот народ. И Бог одлучи да го врати Мојсей назад, да го порази Египет со 10 чуда. И не само Египет, туку Бог да ги порази сите нивни божества. И преку Мојсей и Арон да го изведи Бог својот народ. За да може преку Арон и Мојсей Бог да им обезбеди подобра иднина и подобро утро. И да ги внеси преку Исус Навин, наследникот Божи, во хананската земја, во земјата во која течеше мед и млеко. И кога Божиот народ, Израел, би се разбудил наутро и би ја гледал целата таа убавина во таа хананска земја, во која течеше мед и млеко, да каже, навистина сега имаме подобро утро. Бог сака да ти даде едно подобро утро. И тоа подобро утро единствено го имаме во Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Затоа, дали го имаш примено Исус, дали го имаш повикано Исус за твој Господ и Спасител? Ако го немаш повикано, еве ти можност преку оваа емисија, преку овој Божи глас,
да го повикаш Спасителот на твојата душа. Како што Библијата вели дека нема друго име дадено под небото, освен на името на Исус Христос. Преку кого можеме навистина да се спасиме и да имаме подобро утро. Ајде ова вечер, заедно, пред да завршиме емисијата, ве повикувам, ако се уште го немате направено тој чекор, а размислувате за едно подобро утро, све притиснети, немате надеж, огорчени сте. Размислувате зошто баш вака вие. Зошто се наоѓате во една ваква агонија во вашиот живот, во вашето семејство. Бог ќе разбира секоја ваша потешкотија. Но утехата на овој свет и надежта на овој свет е точно Божиот Син, Спасителот Исус Христос, нашиот Господ и Спасител, кој преку Него можеме да имаме подобро утро и не само да сонуваме, туку нашиот сон да биде остварен за едно подобро утро. Бог со вас нека биде, имете едно убаво и благословено време, се разбира, се слушаме до наредната емисијата насловена како гласот на вистината. Амин. Пријатно. Добро вечер и Божи благослов, се разбира, до сите оние кои што ова вечер ќе не слушат, а сакам на вистина да ги поздравам и до сите оние кои што можеби оваа вечер ја немаат можноста да бидеат со нас, да не слушаат оваа вечер, да се дружат со нас. Всушност, кога зборувам дека треба да не слушаат